Обзнаната очигледно е дека се случува за да се спречи растот на комунистичката партија. Сега она што за нас треба да служи како поука е дека тоа не ги обесхрабрило комунистите, туку им дало ветер во грб, што се вели, затоа што преку културно-уметничкото друштво Коста Абрашевиќ и преку урсовите синдикати, што биле револуционерни синдикати во споредба со државните, и со сета активност на младите особено, мислам дека и тука е бидена огромната разлика кај комунистичката партија што претежно младите ја поддржувале. Во тој меѓу период, она што можеле да го прават, го правеле. Значи работеле со работниците, партијата, како што знаеме, и испраќала своји кадри со намера некаде да работат за да го организират работништвото и се гледа дека тоа била навистина една силна мрежа развиена. Значи, ништо не било случајно што после првоборците се уствари синдикалните лидери што претходно ги организирале Не работниците. само тоа, туку и има борци од Македонија што имат отидено во Шпанската граѓанска војна. Сигурно во тоа комунистичката партија на Југославија ги испраќала тие луѓе таму преку контактите на таа партија, сигурно туку така не оделе. И исто така имаме луѓе што биле во Шпанската граѓанска војна, што учествувале, што преживеале и после се вратиле тука и ги воделе тука партизанските единици.